Се враќаме во студио. Време е за денешниот разговор во утринската емисија Деница на телевизија Мега. Мој денешен гостин е Никола Митревски од туристичката агенција Ариес од Битола. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Она за која денеска ќе разговараме, атрактивни дестинации за битолчани. Бидејќи долго време екзистирате на туристичката сцена кај нас во Битола и не пошироко, верувам дека секој ден се соочувате со луѓе кои што прашуваат каде може да се приуштат добар одмор, добар викенд и сето тоа. Што е она најново што се случува во туристичката агенција Ариес? Прво да ви заблагодарам на поканата. Мило ми е што сум гостин, ме изненадивте колку добро изгледа цело студио и како сте организирани. Во врска со туризмот, прво сакам да кажем и стално го напоменувам тоа, дека имам една од најубавите работи на светот за мене, може би за вас е вашата. И се занимаваме со една работа каде што за луѓето правиме нешто убаво, да видат нови светови, нови дестинации, да поминат добри моменти. И добро е што во нашата работа има еден толку широк диапазон на работа. Значи, работиме од најразличните видови на туризам, па се до консалтинг и останати работи. Битолчани се луѓе кои сакаат да патуваат, на летен одмор одат обавезно, покрај тоа сакаат еднаш, два пати до три пати во годината да прошетаат некаде поблиску или подалеку. Тие кои имат помалце пари, нормално ќе одат негде поблиску, тие кои имат повеќе ќе одат подалеку, но во секој случај, ако ништо друго, ќе ги посетат своите роднини кои се некаде во странство, а секоја фамилија има по некого во странство и ако треба, тие ќе спонзорираат една прошетка. Тоа е убаво. Заврши 2015 година. Имавте, верувам, многу проекти. Како ја толкувате вие? Успешна беше според сите оние работи кои што ги остваривте? Агенцијата работи 16 години. Добро е што секоја година е подобра од минатата. Освен една година кога имавме тоа ветото со Грција, зашто Грција ни е главна дестинација нас и на 90% од агенциите, зашто ни е најблиску, луѓето најмногу сакаат да патуваат таму. Добра беше 2015. Дури некогаш и не изненадува колку нашиот народ успева да се снајди во овие времиња, невремиња, економски ситуации, проблеми и разни, да си најди време и средства да одат барем на летен одмор. Бидејќи ја споменавте Грција како една од најприфатливите дестинации за одмор на битолчани, но и верувам и на повеќе македонци, што е она што се одлучуваат, освен Грција? Кои земји ги одбираат? Па најмногу земји кои се во околината, каде што транспортот нема да ја оптерети цената во тој еден пакет. Заради тоа одат во Грција број 1. А тука се нормално сега се појавува и Албанија, Црна Гора, Бугарија како традиционални дестинации. Хрватска малце ја имаме изгубено само заради буџетот, зашто веќе цените се за европски пазар, кои за нас не се прифатливи, и сите други дестинации каде што има добро море. Нашите туристи се капачи, значи сакаат да одат да се капат, им треба море, топло море. Турција тука нормално, Турција авион во главно, и наша препорака на нашите клиенти е да променат дестинација. Немојте да одите на истото место повеќе од 2 пати или 3 пати. Одете, видете, постојат и други места. Во истата држава нека биде. Ама одете, нудиме ние секоја година нешто ново, или ако нема кај нас, одете кај некој колега, ама одете, видете и споредете. Тие клиенти кои биле на повеќе различни дестинации за нас се многу пријатни, зашто тие знаат да споредат, знаат да оценат и тогаш знаеме и што кога ќе дојдат во агенција ќе побараат, а што да им понудиме. Кога станува збор за туристички услуги,
Моментално сум на страната aries.mk. Стои апартмани, вили, визи, недвижности, work and travel, здравствен туризам, сајми, конгреси. Бидејќи завршија сега новогодишните празници, се припремаат нови празници, ги очекуваме. Што е она актуелно, моментално што нудите? Ние сме сепак мала фирма, сме 8 вработени, но направивме една многу добра работа, се споивме 4 битолски агенции и настапуваме заедно. Со тоа имаме можност 99% да се реализира секој производ, туристички производ кој ќе го извадиме во продажба, но имаме логистика да фатиме и некои други работи, зашто гледате се занимаваме со многу сегменти од туризмот и успешно ги работиме сите. Значи, се има своја сезоналност, значи завршува нова година, почнува скијањето. Го работиме скијањето. Има еден кој е одговорен за тие програми. После, во континуитет ги работиме визите, значи консалтингот врска со добивањето на различните типови туристички и селенички визи го работиме нон-стоп. Еден нов програм ни се студентските визи за Австралија, кој веќе 2 години, 3 години ги работиме многу успешно. И нормално тука инкамингот. Го работиме делот во туризмот каде што очекуваме гости странски, најчести гости ни се нашите странци, диаспората. Со таа цел имаме инвестирано, имаме апартмани наши кои ги издаваме. Сега влегуваме во една нова инвестиција. Зедовме и хотел во Битола кој го реновираме, ќе го правиме нешто уникатно, со еден традиционален битолски стил, стара битолска архитектура, куќа и така. Има многу за работа од туризмот, многу. Исто така на страницата стои Visit Balkan. Значи, дали тоа значи дека битолчани може да ги посетат, може да им се организира посета на балканските држави, исто тука има и за туристички места во Македонија. Да, наш став е, и не само наш став, самата теорија вели дека Македонија како една туристичка дестинација не може да се понуди на странските туристи, односно не дека нема содржини, но тие барат нешто покомплексно, покомплетно. Тоа е нов проект наш, visitbalkan.mk, влегуваме на мапата на неколку големи туроператори од Европа, како и од блискиот и далекиот исток, каде што Македонија ќе влезе во програма на неколку балкански тури, неколку европски тури и ќе пробаме да го зголемиме бројот на гости кои ќе доаѓаат кај нас. За жал Битола на неколку тие мапи ја има само како пропратна дестинација. Ние сакаме да пробаме да патниците останат барем една вечер, ако не 2 вечери во Битола, да им покажеме тоа што нудиме. И наша интенција е таа, наредните 2-3 саеми низ Европа ќе излеземе со такви програми, па ќе пробаме да се испромовираме што повеќе. Кога станува збор за туризмот во Македонија, освен значи Битола како туристичко место кое што знаеме дека е многу посетено посебно од турците, кои што во убаво време секогаш се на широк сокак можеме да ги сретнеме. Но што се однесува до градовите како Охрид, кај што има прекрасна природна околина, исто така Западна Македонија, каде што има исто интересни места за гледање, Источна Македонија. Дали соработувате на тој дел? Ние како агенција за жал инкамингот ние многу помал дел од аутгоингот. Значи повеќе емитивен туризам работиме него рецептивен. Не знам зошто, така сме ја поставиле работата. Македонија има многу да понуди во последно време. Еве се зборува за тоа, за туризмот, се инвестира, се направија некои субвенции кои дел од странските туроператори ги користат, но многу треба да се работи. Уште многу треба да се учи од околината, зашто
имаме страшна конкуренција околу нас. Сите околу нас се по-силни туристички дестинации. Значи мораме да трчаме по нив и само заедно да успееме да ги анимираме туристите да дојдат кај нас. Нормално треба да се инвестира во едукација на туристичките работници, на угостителите, на сето тоа, за да излеземе со еден професионален производ. За жал, турците кои ги споменувате, кои се најголем број туристи кај нас, во Битола дали знаете дека пари не остават. Значи, многу ретко ноќеваат, едноставно ќе дојдат, ќе поседат тоа што треба да се види, што им е во нивни интерес, ќе се прошетаат, можеби ќе јадат еден ручек, но тоа е малку. Значи, ние треба да ги анимираме, да тие останат во Битола, барем една вечер да спијат. Многу мал дел од програмите се со ноќевање на тие групи. Тие воглавном се на пропатување, или ќе спијат во Скопје, или во Охрид. И со нашите партнери таму, во Турција, имаме неколку големи агенции, партнери кои работиме со нив, веќе имаме нови програми направено, па ќе пробаме да ги задржиме кај нас. Од каде произлегува тоа дека не можеме да ги задржиме овде во Битола? Бидејќи ако тоа е на некој начин сега метафорички ќе го кажам, тоа Битола е нивна игра, тие се чувствуваат овде како дома. Да, многу ја сакат и многу знаат за Битола. Нормално Кемал Ататурк за нив е икона и се околу него, е многу популарно во Турција. Прво, сместувачките капацитети во Битола доскоро не беа задоволителни. Значи, и го имавме само еден епинал, кој за жал е во таква каква што е состојба сега или беше, не знам сега да јасно точно како. Во последно време се направија многу нови хотелчиња во градот и така, но воглавно се тие со мал капацитет. Дури еден автобус можеби некогаш не бери кај дел од хотелите, не велам јас, тие се добри, професионални, направени се во сите норми како што треба хотели. Но за жал во Охрид имаме поголем број на хотели со повисок ранг кои работат во текот на цела година и кога ќе одберат дали ќе ноќеваат кај нас или во Охрид, ќе дојдат, ќе видат Битола 4 сати, ќе видат во музеот, ќе одат, ќе видат. Ќе одлучи тој што ја креира програмата да спијат во Охрид, зашто кога ќе ноќеваат таму, ќе можат и утре Охрид да го видат таму, а ќе одберат хотел кој ќе може двата автобуси да ги собери таму. Во Битола немаме хотел кој ќе собери два автобуси. Сега е тренд во последно време да речеме патниците имат пари, барат еднокреветни соби. Ако не се парови, ако се семинари или нешто, ние немаме хотел кој што ќе можеме да му понудиме 80 или 60 еднокреветни соби. Добро е што се градат такви малечки приватни хотелчиња, тие бутик хотели сега се многу во тренд во светот, зашто се посветува внимание на секој клиент поединечно. Но не знам зошто ете турците така. Ние ги имаме исто и пољаците, веќе 4-та година работиме со Rainbow од Полска. Таа е кружна тура Албанија, Грција и Македонија, но ќева 2 ноќи во Охрид, а не идат во Битола. Им нудиме, дајте, уште една вечер ќе добиете добри субвенции, нашата држава ќе ви плати. Не ја менуваат програмата, остануваат така. Ќе дојдат во Битола, ќе ручаат, ќе се прошетат импресионирани се од широк со какви тој дел и ќе си заминат. Значи воедно да се работи на тоа. Капацитетот на хотелите. Бидејќи, или како што споменавме, атрактивни дестинации за битолчани, 16 години веќе работите. Верувам дека имате собрано многу искуство. Низ годините, битолчани сега повеќе патуваат или порано? Во секој случај сега. Битола од секогаш имаше култура на патување. Тоа е една култура на живење. Ние викаме, единствената работа е туризмот, што ќе потрошиш пари, а си побогат. Ништо друго не остава таков впечаток и не го крева расположението како прошетката. Купи си нова кола најуба каква сакаш. Ќе поминат 2 месеци, ќе ви излези друга нова кола поуба. Ама кога ќе прошеташ, кога ќе ти остави впечаток, кога ќе го видиш Лондон, цел живот ќе зборуваш за тоа кога беше во Лондон. Секоја можна прилика кога некој ќе се спомни негде, да, јас бев во Лондон и видов тоа.
Битола имаат култура за прошетка. За жал, во последно време имаме повеќе патници од околните градови него од Битола. Може би нашите уплаќаат во агенции во Скопје, не знам, или сами истражуваат, купуваат на интернет. Сега имате еден куп можности да си уплатите аранжман, хотел на интернет. Но верувајте дека прилепчани сега, прилепчани изненадуваат. Одат Дубај, одат тури низ Америка, одат искапи тури. А да не речем овие обичните, нормалните тури кои ги имаме за 8 март, од Прилеп може да излезат 15 автобуси. Што во Битола сега не е случај. Зошто и ние не можеме да направиме анализа што се дешава? Може би се намали бројот на жители на градот. Може би индивидуално патуваат, не бараат нас агенциите, повеќе не им требаме, порано ќе дојде, мораше да уплатат во агенција. Или пак едноставно малку е намален бројот на тие шетачи, не знам, патуваат сигурно. Но некако, например, јас се сеќавам на времето Исидор Турсен, агенција реномирана беше тогаш, имаше за 8 март по 15-18 автобуси. Сега сите агенции заедно не можеме да направиме 10 автобуси. Зошто? Не знам, и јас се чудам. Од прилика колку кошта еден 7-дневен одмор надвор од Македонија? Ете, во Грција. Имаме толку различни цени. Во просек да се држиме, значи, едно македонско семејство, битолско да речем, во просек троши за на одмор 600 евра. Значи може да помини и со 300, може да помини и со 200, може и со 1000. Просек е 500, 600 до 700 евра за 7 дена во апартманско сместување. Добро е што Грција ни е блиску, носиме храна од дома, превозот ни е ефтин, таму ќе поминиме со мала сума на пари потрошена, а се ќе си приуштиме. Значи ќе имаме добар апартман, блиску до плажа, цел ден на плажа и имаме патници кои сега одат 2 пати, 3 пати, имаме и пензионери 4 пати кои одат на одмор, посебно во тие ниската сезона, кога имаме цени, замислете, сега имаме за Паралија во мај, 40 евра е соба за 7 дена, за тројца. Значи, поевтино е од дома да седиш. Тие 7 дена, дома ќе те фати поскапо, ќе потроши струја, вода и така. И така и тоа го рекламираме, и луѓето се научија. Сега имаме попусти за early booking и до 35%, значи веќе повеќе од 1/3 заштедуваат клиентите, ако уплатат сега. За нас е многу битно, не мора да се кредитираме, тие пари ќе ги искористиме, ќе ги платиме кај партнерите, тие ќе ги реновираат куќите и тоа така во круг си оди сите да бидат среќни и задоволни. Еден од сегментите е патувањето, односно превозното средство. Ете, јас како корисник многу ме интересира со што ќе патуваме, како ќе ми биде обезбеден превозот, бидејќи од ред работи или не ми се удобно или сето тоа. Дали тука го вклучувате и превозот и како е сето тоа организирано? Во главно автобуски превоз имаме и работиме со повеќе превозници. Ние наши автобуси немаме, имаме минибуси. Гледаме да бидат на најможното највисоко ниво што може да се најди на пазарот кај нас. Ние работиме со Gem Tours, кои редовно имат добри возила, чисти, пријатни возачи, зашто е многу битен превозот. Прво сигурноста е на прво место. За жал, возниот парк е тој. Ми имаме најново возило, може да биде 7-8 години старо. Например, сега имавме барање од една турска група, VIP група, кои побараја автобусот да не е постар од 1 година. Не можеме да најдеме, викам, нема. Има еден во Скопје, тој вози специјална, има некоја линија. Немаме таков автобус. Како вика немате? Нема. Значи, не е економски исплатливо кај нас да некој инвестира 300.000 евра во автобус и да вози за Паралија по тие цени кои ги плаќаме. Значи,
Во секој случај, тоа што е најдобро и најквалитетно ние успеваме да го користиме и соработваме многу долги години со превозниците. А што се однесува до авионскиот превоз? Авионскиот превоз го работиме, авионските карти ги работиме одлично. Имаме и специјализиран веб-сайт кој е првиот онлайн веб-сайт во Македонија, aviokarti.com.mk, кој е сега во фаза на редизајн. Бројот на патници со новите линии кои се воведоа од Скопје е енормно зголемен. Значи тоа е одлично, луѓето почнаа да се движат и натаму и наваму. Еве сега Czech Airlines ќе почне да се враќа линија, вчера слушнав за Прага. Визер е малтене како наш национален превозник. Значи наши имаме стюардеси, одлична услуга, нови авиони, цените се супер, никогаш немало такви цени и луѓето се шетат, нон-стоп се полни авионите. Сега за нас агенциите имаме изгубено дел од колачот, зашто веќе се научија патниците сами си букираат и стана како тренд. Не бе, в агенција, знаеш, сам си резервирав на интернет. Ама, како иди времето, ние се прилагодуваме преку новите услови. Мора. Бидејќи разговаравме и за студиските патувања. Да. Сето тоа ме интересира сега во тој дел, а верувам дека и гледачите кои што во моментот не следат, како соработувате со студентите, бидејќи многу остваруваат патувања надвор, дали било магистерски престој, докторски престој, сето тоа, дали ги организирате тука и научни собири, сето тоа? Значи, работиме школски екскурзии во Битола добро. Тие студентски патувања, во смисла организирани, како абсолвентски патувања, и тоа многу помалце, зашто најчесто јадрото на тие групи се на факултетите во Скопје. А факултетите во Скопје имаат некои посебни договори со скопски агенции и со така да тие абсолвентски патувања помалку ги работиме. Не само ние како Ариес и нашите партнери во Битола, туку и другите агенции, знам. Нормално, сите останати патувања кои ги планираат студентите, тука сме за логистика. Значи, обезбедуваме визи, авионски карти, трансфери до аеродромите кај нас, на аеродромите каде ќе на крајната дестинација. Значи, комплетно можеме да му понудиме програма, сервис за целото патување нивно. Друга работа е што ние работиме и некои програми на студирање во странство. Посебно во Австралија, веќе четврта година скоро работиме тоа и има голем интерес. Битолчани, околината во Битола, сите имаме по некој роднина таму, кој ќе поможи, ќе дај некој динар, можеби ќе поможи со сместување. И успеваат тие студенти прво да се стекнат со едно многу убаво образование, да го подобрат својот англиски јазик, да добијат понуда за работа и подоцна можат да одлучат евентуално дали ќе останат таму, ќе продолжат да живеат, да работат во Австралија или пак ќе се вратат кај нас, подобро едуцирани, поискусни. Еве имам јас еден колега мој кој се врати од Австралија, таму беше 15 години, кој сега се врати и работи за две реномирани странски фирми тука во Македонија. И си одлучи тој оттаму да си дојде кај нас. Што се многу ретки, најчесто е поинаку, луѓето бараат некој мир и друга екзистенција во странство и заради тоа се одлучуваат на тие програми да одат. Која ви е најчеста клиентела? Дали повозрастните, младите луѓе? Бидејќи сега пензионерите се доста во рачек. Пензионерите ни се многу стабилни клиенти и ние многу си ги сакаме пензионерите, зашто имаат редовен приход, знаат точно кога ќе одат на одмор, не се врзани ни со работа, ни со ништо. Малку сака трпение, да им објасниш, да им кажиш, но јас им викам, не се секирате, јас сум растен со баба и дедо, знам како, и девојките кои работат кај мене. И ни се многу интересни, одат 2 пати на одмор, 3 пати. Но,
ние кај нас во агенција како профил на патници ни се семејствата. Значи 85% се семејства. Ние сме таков народ, фамилиарен, значи си одиме комплетно на одмор. Не сме англичани, англичаните деца да ќе ги забораат или ќе ги дадат негде да ги почуваат и ќе си одат на одмор мама и тато сами. Не, ние како без деца, кој ќе оди на одмор? И затоа имаме проблем со сместувањата. Има многу помалце четворокреветни студија, например, а апартман кога би се зел е друга цена. И стално имаме проблем, викаат иди мама и вика, ние сме четворица, двајца возрастни, две деца. Колку години се деца? 21 и 19 години се. Дали може да влеземе во трокреветна соба? Многу често имаме такви прашања. Благодарам многу за вашето гостување во утринската емисија Деница на телевизија Мега. Ви посакувам многу успех во вашата работа. Да се надеваме дека бројот на туристи ќе расте ова година и на тие што доаѓаат во Битола и на тие што одат на одмор. Сепак тоа значи дека има голема економска моќ. Да, мило ми е што ме поканивте и разговараваме за убави работа, да, за прошетка и тај дан, зашто луѓето се се повеќе оптеретени од разни други моменти. Повелете и друг пат, кога сметате, повелете, јавете се, ќе ми биде мило да се видиме пак. Благодарам. Почитувани, ние одиме понатаму со утринската програма.